На 6 дена пред истекот на рокот за поднесување кандидатури до ДИК, партиите и натаму калкулираат со имињата на носителите во сите изборни единици. Не ги откриваат и оние кои ќе имаат позиции на листите кои ќе им гарантираат влез во парламентот. СДСМ денеска призна дека ќе мора на беса да и отстапи за гарантирани позиции, но не откри колку. Штом сме се договориле сигурно дека има, но денеска тоа нема да го соопштиме, ќе го соопштиме на конгресот така како што е редот, кога ќе ги заокружиме сите одлуки на извршниот и на централниот одбор. Зборам и како генерален секретар и како шеф на Централниот изборен штаб. И мислам дека доволно збори договорот кој што е постигнат дека места и позиции се разговараат пред се меѓу председателите на политичките партии, но битен е и квалитетот на целокупната понуда. Во БЕСА се убедени дека програмските определби со СДСМ им се поклопуваат. Редефинирањето за кое во минатото се прозиваше партијата, според генералниот секретар се однесувало на реформите. Зависи кој како го толкува, нашето видување за редефинирањето е во контекст на реформите и точно е дека ова победничка коалиција ќе направи огромни реформи таму кај што е најболно. За сега е сигурно дека СДСМ и БЕСА ќе одат со Заев како носител во 4-та изборна единица. Мила Царовска со најголеми шанси да биде предводник во 1-та изборна единица. Техничкиот премиер Спасовски непотврдено ја адут за двојката, а Љупчо Николовски би ја предводел листата во 3-та изборна единица, а Билал Касами во 6-та. Ке ВМРО ДПМН се уште енигма дали лидерот Мицкоски ќе биде меѓу носителите или само шпицен кандидат за мандатар. За 1-та изборна единица се споменуваат како носители Силјановска, Давкова или Мизрахи. Подпредседателот Мисајловски, генералниот секретар Јанушев се во игра за 2-ката и 3-ката. Владко Ѓорчев би им се спротиставил на Ахмети, Касами и Села во 6-ката. Николовски и Дурловски се оние со кои се шпекулира за 5-ката.